18.000 деца во Македонија не одат на училиште, а 2.000 го минуваат денот на улица. Поголемиот дел и припаѓа на ромската заедница. Ова се неформални податоци од првата детска амбасада Меѓаши. Официјални податоци нема. Проблемот со злоупотребата на детскиот труд зема се поголем замав, алармира првата детска амбасада во светот Меѓаши. Лошата економска состојба и нискиот степен на образование се главните причини за ваквата поразителна слика, велат оттаму, предупредувајќи дека нивното прерано вклучување на пазарот на трудот им го крати правото на образование, а со тоа и излезот од кругот на сиромаштијата. Детскиот труд главно се злоупотребува преку нивно принудување да питачат на крстосниците. 2000 катадневно се на крстосниците, сопружени рачиња, продаваат прехранбени производи и други дребули. Нивниот труд се злоупотребува и искористува, односно се надвор од училишните клупи, заедно со 18.500 деца кои не се вклучени во задолжителниот основно образовен процес, а тоа е популација од 5 до 6%. Првиот човек на Меѓаши ги повика надлежните институции и граѓаните да престанат да бидат соучесници во злоупотребата на детскиот труд. Едните со тоа што доволно не ја спроведуваат казнената политика, другите со преголемата дарижливост. Нашиот апел е да не се даваат средства страна на граѓаните на овие деца, затоа што на тој начин се поттикнува питачењето, се станува соучесник, туку центрите за социјална работа да вршат строг надзор на стварување на квалитетно родителско право и доколку не го стваруваат квалитетно родителско право да се одзема на време родителското право и да бидат во добра соработка со училиштата, училишните психолози и педагози, со директорите на училиштата и просветните работници, се со цел да се бара потврда од секој корисник на социјална помош дека навистина детето оди во училиште за да може да и користат овие бенефиции од државата. За разлика од Македонија, каде злоупотребата на детскиот труд се сведува на питачење или продавање предмети и храна на крстосниците, во светот состојбата е уште поалармантна. Од 215 милиони деца чиј труд се експлоатира, 115 милиони се принудени на најтешка физичка работа, вклучени се во тешката индустрија и приморани да ја преземат одговорноста на нивните родители. Најголемиот број од нив, односно 120 милиони се момчиња, а 77 милиони девојчиња. Советот за